Председателот Башар ал-Асад од Сирија не смее безобзирно да нападне провинцијата Идлиб. Русите и иранците ќе направат сериозна хуманитарна грешка ако учествуваат во оваа потенцијална трагедија на човештвото. Стотици илјади луѓе би можеле да бидат убиени. Не дозволувајте тоа да се случи, напиша председателот Трамп на Твитер. Претходно Иран повика на целосно истребување на милитантите од Идлиб. Иранскиот министер за надворешни работи Мохамад Џавад Зариф за време на посетата на Сирија во понеделникот најави дека представници на Русија, Турција и Иран ќе се состанат во Техеран на разговори за Сирија. در اجلاسی که روز جمعه در تهران در روند آستانه خواهیم داشت در این زمینه‌ها صحبت خواهیم کرد و همینطور در مورد نحوه برخورد با بقایای گروه‌های افراطی به ویژه جبهة النصره در مناطق باقی مانده از ادلب. Сириските владени сили планираат фазен напад врз Идлиб и околните области што ги држат бунтовниците кои се борат против Асад, кој пак во граѓанската војна во земјата е поддржан од руските и иранските сили. Предупредувањето на Трамп во врска со потенцијалната хуманитарна катастрофа е последно во низот. Предходно тоа меѓу другите го сторија и Обединетите нации, кои предупредија да не се користи хемиско оружје. УНИЦЕФ пак проценуваат дека во случај на владин воен напад врз Идлиб, повеќе од 1 милион сириски деца ќе бидат изложени на опасност. Мануел Фонтен, директор на програмата за итни случаи на УНИЦЕФ, изјави дека оваа агенција подготвила планови за обезбедување чиста вода и храна за стотиците илјади луѓе кои би биле принудени да бегаат. And we think it's particularly important when we're having all this military rhetoric that we start hearing that we don't forget that there's more than 1 million children inside there, children who in some cases have been displaced 2, 3, 4, 5, 6 times from different cities and are now there. Според Фонтен, ако има напад, околу 800.000 луѓе би биле присилени да побегнат кон Алепо, Хама и Хомс.